Благодарам, добро утро. Токму така отворен е повикот за нова генерација на млади европски амбасадори, а како што најавивте, мои денешни соговорнички се две млади европски амбасадорки, тоа се Марија Бургиева и Ана Ќупева. Марија и Ана, добре дојдовте во Македонија наутро. Марија, за почеток ќе започнам со вас. Како што кажавме, отворен е повикот, но за кого е наменет, како може младите да аплицираат на истиот? Добро утро и добро ве најдовме. Ви благодариме на поканата. Мрежата на млади европски амбасадори е мрежа која што го опфаќа целиот Западен Балкан и соединенува млади луѓе од 18 до 29 години, кои што ги застапуваат европските вредности, односно се заложуваат за мир, рамноправност, заштита на човековите права, заштита на животната средина и секоја можна клучна област што можеме да ја замислиме која е релевантна за нашето живење. Моменталниот повик е отворен до 31 октомври. Условите се да бидете млад човек од 18 до 29 години кој што потекнува од било која од земјите од Западен Балкан, кој што може да демонстрира познавање на англискиот јазик и кој што има силна мотивација да биде дел од ваква мрежа и да ги застапува овие вредности. Ана, вие сте млада европска амбасадорка, исто така, кажете ми што значи да се биде млад европски амбасадор и која е вашата улога? Млад европски амбасадор значи многу работи. Пред себе кажала дека тоа е еден млад човек што не само што ги сака и верува, туку ги почитува и ги применува европските вредности. За млад европски амбасадор поточно од оваа мрежа значи да се жител на еден од земјите на Западен Балкан со цел за да може да се аплицира на самиот повик. Секогаш би кажала дека мора да почнеме од нас, што нас всушност ни представува порив за да се промени нешто во нашата земја. Би кажала дека сите луѓе што сме, односно студенти или сите млади луѓе во оваа мрежа се сепак луѓе што сакаат да направат некоја промена, дали тоа се млади активисти, дали се луѓе кои сепак долго време се ги почитуваат, ги применуваат европските вредности, се борат за нормално за влез во големата семејство на Европската унија. Па би кажала дека секој млад човек што смета дека има простор за некаква промена во било кое подрачје и во било која сфера, почнувајќи од образование, почнувајќи дали од економијата и така натаму, нели секој си се пронаоѓа во своето, би рекла дека може да аплицира и дека едноставно ќе го пречека големо семејство од млади луѓе. Марија, кажете ми што ги очекува новите членови на оваа мрежа, во какви активности ќе учествуваат, односно какви активности до сега спроведувавте? Така, кога си дел од една голема мрежа, тоа значи дека имаш соработници, регионални соработници и тоа те мотивира и инспирира да правиш настани, обуки, семинари кои што можат навистина да предизвикаат една промена со размена на знаењата и искуствата од овие млади луѓе. Како што кажавме, во оваа мрежа се млади професионалци, секој достинствен во своето поле, па така тргнувајќи еве јас како представник на клучната област за заштита на животната средина и човековите права, често се наоѓам во соработка со други млади луѓе кои што се застапници на правата на младите и заедно правиме обуки за младите луѓе како да ги кренат своите капацитети и слично. На овој начин сакаме да представиме дека оваа голема мрежа не е само да седи и да се слика, туку навистина да прави промени и да ги крива капацитетите на младите луѓе, за и младите луѓе од нашата заедница да бидат посвесни индивидуи, одговорни за својата средина и секако да целиме да донесеме нашата заедница да биде одржлива и да ја го постигне тоа што сакаме да го постигнеме. Она што дополнително го има како бенефит е тоа што ние соработуваме тесно со Европската унија, па така и често одиме на оние интернационални патувања, на семинари и регионални конференции кои што се случуваат во Европа, како во Брисел, Страсбург и слично. Кога сме веќе кај Европската унија, голем проблем за нашата држава години наназад е токму оцелувањето на младите, но како ние да им ги представиме можностите на младите во Македонија за тоа кога би влегле во Европската унија, какви придобивки би имале? Така, баш убаво прашање. И мислам дека доста ова прашање се зборува генерации, зошто и како ние можеме најлесно да пристапиме за младите.
Единствено тука би рекла дека најдобар пристап е од млади за млади. Мислам дека и најдобро решение е дека секогаш јас, еве тргам лично од себе, би послушала некој што е моја генерација, како тој размислува, би го слушнала некој што може би е постар од мене, затоа што сепак ова доаѓаат нови времења, време на едни многу брзи времења, на нови технологии и многу нови предизвици, па и милион нови можности. Па би рекла дека баш затоа ова мрежа е толку добра, затоа што ние од млади за млади, ширејќи ги европските вредности, особено преку социјалните медиуми, кои да кажеме по старите генерации толку не ги имаа застапено. Да, ги имаше медиумите како телевизијата, радиото, но сега ги имаме Инстаграмот, Фејсбукот, ТикТокот, да не зборувам исто така едно светска водечка мрежа за користење. И би кажала дека сите овие мрежи што ги користиме ние младите, дефинитивно е нешто што би допрало. Така и јас, например, еве лично дознав и за оваа мрежа преку апликацијата на Фејсбук, што ни кажува еве за големата вредност дека сепак има позитивна страна од тоа седење на телефонот што го зборуваме ние. Но да, практично тоа би кажала дека за да младите можат да не послушаат нас, еве да кажам и секој нов млад лидер што ќе стане во оваа мрежа, сепак треба да е лице кој ги застапува и пред се ги користи социјалните мрежи. На крај на нашиот разговор, која е вашата порака што сакате да испратите до младите што се двоумат дали да аплицираат или не да бидат дел од оваа мрежа? Така, мотото кое што го имаат младите амбасадори е ги славиме различностите со цел да инспирираме промена. Па така, доколку младите кои што не гледаат сега и не слушаат, се таков млад човек кој што сака да инспирира промена и да ја промени својата заедница кон подобро, слободно може да пристапи кон социјалните профили на мрежата WeBalkans, тоа е webalkans.eu, така е и името на веб страницата, каде што може да го најдат отворениот повик. Така, Марија и Јана, ви благодарам за одвоеното време и гостувањето во Македонија наутро. Уште еден повик до сите млади на возраст од 18 до 29 години. Рокот за аплицирање во мрежата на млади европски амбасадори е до 31 октомври, па сите кои се заинтересирани може да аплицираат, а најсрекните нормално ќе бидат дел од оваа мрежа. Бранко?